Следува уште еден разговор овде во студиото. Најавуваме уште една изложба која што ќе се случи овој петок сега, на 14 февруар, на денот кога ги славиме двата празници, и денот на љубовта и денот на виното. Ке се случува оваа изложба во култното бифе Тафталидже, а наши ваш гости на ова утро, како што ви најавив, градски лик, нема кој овде во Скопје не го знае, Саша Шотаровски, познат како Шоте. Саша, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Може би за вас менаџерите на кафичи, ке кажам популарно, малце е рано ова станување, ама сепак благодарам што кафенцето го испи на нога, од нога. Сепак благодарам што сте ова утро заедно со нас, да ја најавиме изложбата на ликовниот уметник Александар В. Бранковиќ, кој што ни доаѓа од Србија. Прво, фала ти многу за поканата и драго ми е што секогаш Алфа застанува зад нас, зад уметниците и зад тие некои мали независни продукции. Добро утро и тебе. Супер што те гледам вака, тоа е. И види, ќе направиме една изложба. Тоа е момче, човек роден во Скопје, со интересна приказка, и сега се укола сватив дека нему дури тој ден му е роден ден. На 14? Да. Така искролав на брзинка. Многу ми е драго што ни доаѓа од Србија и одма на почеток ја дај да се искараме, да кажеме дека ова не е поддржано ни од УСАИД, ни од Сорос, ни од братучедите на Сорос, ни од никого, него си го правиме сами. Так. И драго ми е што ќе пробаме, сега јак почнам за себе умножина да зборам, што ќе пробам да донесам нешто од Србија, што не е Аца Лукас, Театеировиќ, што е нешто независно, алтернативно, свежа идеја да видат, особено младите, дека не е баш све турбо фолк у Србија, затоа што ние имаме искривена слика. Они имаат, ние немаме. Да видат дека нешто и дека таму се случуваат многу работи, за жал. А во Србија се случува и вистинска уметност, така не е се како што кажете. На секое поле, и многу ми е криво што, например, еве ќерка имам јас, млада девојка, која она нема појма што се случува. Значи, ние, ти си исто помала, ние сме растени паралелно, сега веќе ни доаѓа најдолниот кич и најдолниот шунт. Малку ќе пробаме да го изместиме тој ракурс на гледање. Имаме и инсерти, фотографии, одличен сликар, од сликарот Александар В. Бранковиќ, уметникот. Да кажеме дека денеска од Србија пристигнува во Скопје. Многу ми е криво што нема, што он многу сакаше и многу е возбуден за оваа изложба, меѓутоа тие некои царински формалности со делата ќе бидат 10, ти влегов у збор? Не, слободно, ако. 10 дела ќе бидат, за жал знаеш ти, тоа е мало местенце, меѓутоа доволно е. 10 дела ќе бидат изложени, ќе седат таму едно 15 на дена, да ги видат луѓето, да видат. Ке можат и да се купат истовремено делата или само е баш класични? Ја уште не сум видел некој да купил слика во задње време. Не се шала. Ќе бидат продажни делата, и пак ќе повторам. Ние како бифе и јас како таму вработен немаме никакви проценти, значи сите дилови се договараат со авторот, ние немаме ништо од тоа. Нити сме имале, нити имаме, нити ќе имаме. Ќе пробаме едноставно да ти викам да направиме некоја размена, ќе правиме и со него муавет, има некој, да пратиме некој наш сликар. Како е планирана да изгледа изложбата? Ќе има и прашања до уметникот? Како изгледа таа? Да, интерактивна ќе биде, почнува у 7 сат, ќе трае до 9:30, пошто после планираме да му направиме една добра роденска журка. Бидејќи дента му е роден ден, така? Да ги поканиме сите заинтересирани на да дојдат да видат делата на авторот. Што е тоа што тој слика, што тој црта? Комбинирани техники се тоа се тие некои изгубени конструкции, он ја има таа приказка исто како што имаме многу
сите ние горе-доле, раселени семејства, враќања, одења, барања на себе си, и он сега доаѓа тука во родниот град да направи нешто, затоа што сепак свете влече кон корен. Секогаш. Секогаш не влечат корените дома. Бифе Тафталидже, покрај оваа изложба што ја организирате сега во петок на Александар Бранковиќ, често пати организирате промоции, како што кажавте и самиот, немате никаква добивка нели од тоа, едноставно го правите од љубов, да промовирате нешто различно, нешто друго, да ги промовирате и да ги поддржувате младите автори. Често пати промоција на книги и останати изложби. Има нешто во најава сега? По оваа изложба? Ма да ти кажем право, ја најискрено пред Нова година решив да не правам више ништо. Ама не, си направивме една стална поставка од прекрасни дела, ама досадно некако. И ќе правиме, да, ќе направиме сега. Ја ќе ти дадам на ексклузива, Марко Виденовиќ ќе објавува нова книга. Па да, кај вас ќе биде промоцијата? Па кај ќе биде? Нема друго место така. И ќе гледаме да донесеме во преговори сум со еден грчки сликар исто, млад, алтернативен, знаеш, да донесеме некои луѓе кои не се мејнстрим, затоа што мејнстримот чини и услови, таму нема услови реално, да не се лажеме. Меѓутоа, малку да видат, пак ќе ти повторам, да видат луѓето дека нешто се случува и надвор. Затоа што ние тука имаме, нашава сцена е раздвижена и се е тоа фино и фино, меѓутоа ние не знаеме што се случува надвор. А воедно и да пробаме да донесеме буквално да ги однесеме нашите сликари надвор, да видат и они дека не е Скопје само некаков град во кој гостуваат турбозвезди, во кој свират кавер бендови, во кој се случува и уметност на градот. Се случува, да. Сега кога сме кај уметноста, кога сме кај градот, кога сме и кај младите, во Бифе Тафталидже публиката не се баш оние тинејџери нели и млади, макар што и има по некој, повеќе се онаа средна генерација, да кажам од моја генерација, 45 години па нагоре. Ама бидејќи имаш млада керка, си секогаш во контакт со млада публика, со млади луѓе, каков е интересот на младите кон уметноста, кон ликовната уметност, кон добрата книга? Како се движи градот тука? Ја не знам како се движи низ градот. Знаеш, пред некој ден ми искочи сосем случајно 1987 година тоа било, изложба на Дијано Здравковиќ во галерија 7, ти не ја памтиш, мала си. Тоа е во Чарши. И во едно прилог е тоа на МТВ, гледаш едно клипче, гледаш енергија, тоа е чудно нешто. Миро Маси млад, Дијано млад, бенд некој, пази, 87 пред 100 години. И го гледам овој, не ми се верува, знаеш, као почно е било убаво секој да го види. Мислам дека сега со тие клети NGO-а и туѓи пари и све, мислам дека нема енергија, знаеш. Све они све прават ако им дадеш пари. Тоа е нивни проблем. Моабетот ми беше, овдека гледаш галерија 7 е најкласична кафанче, некој со коцкасти чаршафи, ставени слики, овие пее некој бенд, ама гледаш дека е тоа искрено. Овоа сега, ако не им дадат пари, они ништо не прават. И ја, Господ да име напомош, ние што можеме ќе правиме ваму. Мислам дека неординарно работата. Неординарно. Во врска со уметноста? Па да. Затоа што, еве, например, толку пари истурени од нашиве овие министерства, што и да се веќе. Ние немаме препознатлив сликар надвор. Па дури ни во Предејане. А за Белград да не зборим. Немаме препознатлив сликар
Не знам, Кашавелски беше во Париз, нешто така. Нешто ми проаѓа низ глава. Зборуваме за сликарите од новата генерација, така? Овие постарите од Постарите, ајде, да, ама тоа е дамно минато и ренче, дамно минато е, тоа е веќе... А никој... Ете се прават убавиете изложби на Владо Георгиевски, се прави све. И меѓутоа ништо не се прави. Да направиме нешто, наши млади луѓе, деца, нека отидат. Да не се правиме тука, ја тебе војводо, ти мене Сердаре, ќе дојат 23 луѓе на изложба, ај чао, фала, многу пријатно. На Миро изложба, тоа беше фантазија. Не знам дали е снимана. Да, не знам дали е снимана, дали има некој лайвстрим тогаш направено. Ја отидов после 2 дена, почему не можам се гужви многу. Тоа да, па направи го тоа филм, пушти го негде нешто. Младите мислам дека сем тоа некој затворен круг на тие NGO, никој не се трудат тие менаџери или што и да се тие куратори, како и да ги викат, да допрат до нив. Затоа што сега младите имаат со телефони милион. Затоа сте вие тука, еве вака како бифет нафталиџе, кое што да, последни останувате. Не, има и други, има пар тие некои, како се вика, катчиња, кај што се тера таа работа, али ние сме единствени што со своји пари правиме и што ќе бидеме збркани од дома. Да. Добро. Имаме уште некои 3-4 минутки до крај на разговорот, ама би сакала да чепнам малку во скопскиот живот, бидејќи урбан лик сте од излегување од скопскиот живот од порано до сега. Многу нешто му фали на она наше Скопје, кое што сме, јас сум малку помлада генерација, ние сме и комши. Меѓутоа, знаеме веќе што му недостасува, ама може ли да се измени тоа некако? Може ли да се врати духот на старо Скопје, духот на градот? Нас ни фали, мене лично ми фали младоста. И мене. А на кого не му фали? Кому не му фали, значи секој време си носи своји предизвици, своји јунаци, своји места за искачање. Тие приказки како беше порано, да ги заборавиме, да ги пуштиме, да ги фрлиме. Тие млади треба да градат своји места, своји јунаци, своја музика. За жал, пак ќе повторам, од овие телефони, а бога ми, и од државата нема да изградат ништо, затоа што јунаците им бидат театеровичи слични, нема да биде ништо се додека не се застане зад нашите артисти. Еве, ќе ти повторам пример Мухамед Ибрахими, врвен. Кај да го ставиш? Цел свет да го ставиш, врвен гитариста. Снима албум помоќу, што би рекле браќата Срби, помоќу штапа и канапа. Не може 500 евра да се соберат од спонсори. За тие, како и да се викаат, не се ни луѓето криви, ја кога би можел негде би отишел, би земал пари. Да се најде некој модус, да се оданочат тие пари, затоа што они доаѓаат тука, зимат 2-30.000 евра, си одат горе. И нема за Мухамед, нема за... За нашите... За наши вистински артисти, за овие слепциве стално се наоѓа по некои пари тие кавери што пеат, тоа не е страшно. Они пеат, ги зимаат. Тоа е за жал. Некој друг ќе мора, ја и ти не можеме тоа да го решиме. Добро, ама можеме вака да апелираме, нели? Ако не чујат оние кои што треба да не чујат, да се поддржуваат македонските... Не, ако имаме време, уште минутка. Гледам некои српски серии и таму се спонзори сите најголеми компании. Кај нас, 10 компании најголеми. На ништо не се спонсори. Разбираш? На ништо. Значи, ако
nebitni se imenja. Ako to je ostvaril profit, ne znam, od 5 miliona, 50 miliona, ja pošto sam glup za pari, ne se razbiram. Pa uloži be čovječe u nekoja predstava, u nekoja serija. Nije se svedavme na prespav da земеме, да се утепаме на јоба. Добро. Саша, благодарам многу. Имаме уште многу што да зборуваме, нели? Ова се теми наши, да кажам, малски од веќе што сме од по-возрастната генерација, да не кажуваме по-старите. Јас сум најстариот. Уште еднаш да ја најавиме изложбата, 14 февруар, петок, 19 часот, местото Бифета Талиџе, Александар В. Бранковиќ, 10 дела изложени, до 9:30 трае, а потоа продолжува... Му правиме журка, му правиме роѓендан. Благодарам уште еднаш, се гледаме во петок во Бифе.